Костурско-Леринскиот регион се раѓаат најраните знаци на бунт на територијата на поробена Македонија воопшто. Првите организирани заговори и востанија тука се забележани уште во 60-тите години на 19-тиот век. Во таа смисла ќе го споменеме случајот со попот Бувски Трпко, кој што се спротивставил иако свештеник во униформа против османските власти, но откако тој бил фатен во 1862 година, бил казнет и одлежал 16 години во затвор. Тоа е малку парадоксално, свештеник во униформа со пушка во рака, како што се и црногорските владици во црковната историја, да биде и у мантија, а од друга страна и со пушка во рака. Затоа што после тоа кога излегол од затвор, тој бил учесник во македонското кресенското востание. Храбрите борци потекнуваат токму од народот, а етничкиот и верски состав на населението во тој предел е можно разновиден. Македонци и власи како мнозинство, но по границите се среќавале албанци, грци и торбеши. Што се однесува до религијата, постоела непрекината борба за превласт помеѓу патриаршијата и екзархијата. Во овие услови, како е можно ширењето на МРО на оваа територија? Еден дел од македонците биле под юрисдикцијата на Триградската патриаршија, а ако е тоа така, тогаш тие спремат турското право ги сметале за грчки народ урум милет. Тешко му било тие да ја прихватат организацијата. Меѓутоа, оваа македонска интелигенција која се школувала во екзархиските училишта и од кога подоста дошла на терен да бидат учители, да работат во Костурско-Леринско, тие успеале да го разубедат населението дека тие треба да бидат членови на македонската револуционарна организација и така да се создаде македонска држава. Еден од попрвите кој што бил покрстен од Даме Груев тоа е Кузо Попстефов од Загоричани. Школуван во Битола, Цариград и Солун, тој станува учител во село Хрупиште. Во 1899 тој со помош на Павел Христов и Михаил Николов станува водач на Костурскиот револуционерен реон. Кузо Стефов беше многу способен војвода во Костурско, работеше по рецептот на организацијата, многу злодела што беа направени во Костурско, тој ги елиминираше лошите турци или евентуално разбойничките банди, така да тој се најде на ударот и на турската пропаганда и на грчката пропаганда на андартите. Набрзо, во 1901 година, тој завршил во затвор, од каде што успеал да избега и да се засолни во Корча, станувајќи илегален. На 20 ноември истата година во Костурско доаѓа Гоце Делчев и го поставува него и Пандо Кљашев за раководители во Пополе и Хрупиште. За да се справат од тешкотиите кои што им постоеле од четата на Кузо Стефов, Костурскиот злогласен митрополит Каравангелис Ѓорѓиос организирал да биде предаства за да биде Кузо Стефов фатен и елиминиран. На 12, односно 24-12 по стар стил, 24 февруари во нов стил 1902 година, Кузман Стефанов и неговата чета се обколени од една турска потера. Се води една неравна борба во која Кузман Стефанов тешко равнет успел да се пробие. Неговите четници заедно со војводат Атанас Петров успеле да се пробијат, а Кузман Стефанов тешко ранет успел да дојде кај својата вереница Василка Јованова. И откако видел дека нема спас, од кога веќе доста искрварил, решил да се самоубие, но таа гледка не можела неговата вереница, општинската учителка Василка Иванова, тоа да го поднесе и таа извршила самоубиство. И јас на едно место имам запишено дека Ромео и Јулија се случи на македонски начин на наша територија. Наредниот ден главите на Кузо Стефов и Наке, кој се самоубил заедно со него, биле изложени како трофеи во Костур. Но тој не бил единствениот кој така завршил.
Лазар Поп Трајков представува една од најсветлите фигури во македонското револуционерно движење. Личност која го красела храброст, одлучност, честност, надареност. Во револуционерното движење се вклучува уште како ученик во Солунската машка гимназија и тоа бил директно вклучен од еден од основоположниците на македонската револуционерна организација во 1896-97 година бил покрстен директно од Дамјан Груев. Гимназијата ја завршува во 1898 година и почнува неговото учествување во неговото родно село Дъмбени. Исто така, тој тука не бил само учител, бил организатор и агитатор на македонското револуционерно дело. Секада таму каде што одел, постигнал голем успех, затоа што бил прилично строг, прилично праведен, прилично дисциплиниран. Во неговата чета или во селата градови каде што пристигнал, многу луѓе ги успел да ги врбува, да ги внесе во редовите на организацијата и да стани, што се вика, војвода број 1 во Костурско. Андартските чети имале силно влијание врз народот од овој предел. Како нивни најголем поддржувач важел Германос Каравангелис, владиката на Костурската патриаршија. А како најголем борец против еленизмот пак важел Лазар Поп Трајков. Лазар Поп Трајков наредувал да се палат книгите по црквите и училиштата. Тој криумчарел и оружје преку Грција. Во 1899 бил фатен и затворен во Корча 4 години. А кога се ослободил, присуствувал на Смилевскиот конгрес. Меѓу другото, Лазар Поп Трајков е еден од учесниците на Смилевскиот конгрес при крајот на април 1903 година, на кој се носи одлука за подигнување на востание во Битолскиот револуционерен округ. И Лазар Поп Трајков и другите делегати од Костурско сите биле едногласни во тоа дека мора да се подигне востанието што поскоро. И тие го ја прифатиле одлуката за востание. Лазар Поп Трајков бил избран на највисоко ниво тамо во Смилево, заедно со другите костурски војводи се искажале дека тие се за востание во Македонија без одлагање. Сдружените чети на Чакаларов, Кљашев, Антонов и Поп Трајков броеле стотина четници, кои на овие врвови, наречени Локвата и Вињари, ја одиграле најтешката борба против османлиите, кои броеле над 1000 војници. Костурските војници го добиле бојот. На 31. мај на планината, на Дъмбенската планина се случила една од епопеите на македонската револуционерна борба, битката на Локват и на Вињари, која со една прекрасна поема или песна ја опиша Лазар Поп Трајков. Херојското држање на македонските четници, на македонските револуционери во овој судир со османските власти опеан во песната, бил еден повод за Лазар Поп Трајков да предложи дека треба на овие херои кои учествувале храбро во таа борба да им се одаде некакво признание и затоа биле воведени да биле дадени посебни свидетелства за голема храброст, за храброст и обично свидетелство, некаде околу 35 свидетелства добиле учесниците во битката на Локвата и Вињари. Тој подвиг што го направиле костурчани во Локвата и Вињари, подосна му дало идеја на Лазар Поп Трајков да ја напиши поемата Локвата и Вињари. Така да него го стрекјаваме и како војвода, еден меѓу првите или најзначајните костурски војвода, но и еден значаен македонски поет. Набргу по оваа битка бликнало и Линденското востание. Поп Трајков активно учествувал во многу пресметки, како онаа со муслиманското население во село Жервени, потоа онаа со османлискиот башибозук од 2000 војници во градчето Билишта, потоа село Капештица, село Врбник, за на крај да стигне до Маријовско. Така Иван Попов и Лазар Поп Трајков со своите чети некаде околу 130 четници стигнуваат во Маријовско, се среќаваа со нивните прилепски соборци и за нивното пристигнување Ѓорче Петров оставил едно многу потресно сведоштво.
Тој на вистина, вика, стигна гладни, боси, голи, како изгладнети волци, вика, испарталени. Можеме да си замислиме се низ каква голгота поминале тие, низ сите нивни борби, судири, без вооружување, без храна, без опрема, за да стигнат во Мариово. Но една работа, вика, сите беа достоинствени. Никој од нив не ја имаше изгубено самодовербата. Дури тука знаеме ние една битка кај Маргари, кај Чаниште, каде што околу 170 или 160 востаници се сретнале или имале тешка битка со аскер од 500 души. Во таа битка, за жал, војводата е ранет во пределот на главата, така да тој куршум кој што поминал во пределот на устата, предизвикал штета оштата кај него да не можел да зборува. Имал средба. Понатаму во тоа наивно повлекување пред османлиските напади имал случајна средба со Борис Сарафов, кој му понудил дека треба да дојде со него, доди во Бугарија и да се лекува од таа рана. Но бидејќи не можел да зборува, Лазар Бобтрајков само му напишал: "Јас ке се вратам онаму од каде што дојдов, да го видам целиот ужас кој населението во Костурско го доживува од османлиските одмазди по востанието." И навистина тој се вратил во Костурско, меѓутоа за негова несреќа тој тие што требало да му помогнат, тоа е луѓето на Коте Христов, еден човек кој што прво работеше во името на организацијата, потоа грчката пропаганда успеа да го купи за своји цели. На спиење го начекуваат војводата, му ја пресекуваат главата и е откупен за 50 лири од костурскиот владика Каравангелис и неговата глава е однесена во Костур, сликана е, европскиот печат веќе има видено таа прекрасна глава на овој војвода и поет и така завршил трагичен овој најзначаен костурски војвода. И тоа моментот кога најмногу им требаше и на Македонија, па и на Костурско. На само 26 години неговата глава чинела 10 професорски плати, а неговото херојство било инспирација за народот. За Лазо Бобтрајков се испеани многу песни. Васил Чакаларов е еден од најистакнатите костурски револуционери и војводи. Тој како мал се школувал најпрво во грчко училиште, па благодарение на тоа го научил и грчкиот јазик, а зборувал исто така и албански јазик. Потоа се префрлил во бугарско училиште, а подоцна ќе заврши и вечерна гимназија во Шумен. Во однос на дејствувањето поврзано со македонското револуционерно движење, значено е да се истакне за Васил Чакаларов дека ќе допринесе за создавање на тајни канали за пренесување на оружје преку Грција до Костурско. Потокму поради тоа Костурскиот регион ќе важи за еден од најдобро подготвените, најдобро опремените региони во Македонија со оружје. Во 1902 година врховистите организирале востанија на територијата на Македонија, од кои најпознато е Горноџумајското. Последиците од него не биле во прилог на МРО. Во Костурско, Чакаларов спречил појава на вакво исто востание со тоа што одбил како свој началник да прифати полковник со бугарска униформа. Во текот на Елинденското востание, со својата чета учествувал во заземањето на градовите Клисура и Невеска, како и на бројни села. Ги разбива турските војски во битките кај Баница, Калјари, Писодери, Желево и Копештица. Предводејќи чета, се спуштил до албанската граница, ширејќи ја револуционерната мрежа на организацијата и во овие краишта. Тој е еден од оние учесници во Елинденското востание, од кога тоа било огушено, да се испрати меморандум до големите сили, до конзулите европски во Битола, за да се видат жртвите што се случиле во Костурско, затоа што
викам дека во Костурско најголеми жртви македонскиот народ доживеа. Таму беа запалени околу 14 села, многу цркви, многу училишта. За Чекаларов е многу специфично да се каже тоа дека тој е многу активен и во текот на Балканските војни. По Илинденско, тој емигрирал во Бугарија, каде бил делегат на Кюстендилскиот конгрес во 1908 година. Повремено се враќал во Костурско, каде се борел против грчката пропаганда. Во текот на Балканските војни исто така Васил Чекаларов земал активно учество. Во првата Балканска војна тој ќе биде водач на една чета, која што ќе биде вклучена во рамките на Македоно-Одринското ополчение. Тоа е воена единица од македонски доброволци, кои што се во склоп на бугарската армија. И Васил Чекаларов бил поддржувач на идејата македонското ополчение да биде во текот на Балканската прва војна на територијата на Македонија испратено, а не во Тракија, како што било направено од страна на бугарската влада. Но во Втората Балканска војна тој војувал повторно во Костурско против грчките власти и тука многу трагично завршил и за него е запамтена една фраза која што деновите јас имав можност дури на телевизија да ја слушнам. Кажано е дека грчките власти толку многу се зарадувале кога тој загинал на бојното поле, неговата глава, како што кажав, предходно беше пресечена и таа како трофеј грчките власти ја прикажувале пред јавноста и она фраза дека има ли Чекаларов, има Македонија, нема ли Чекаларов, нема Македонија. Толку грчките власти се плашеле од дејноста на Чекаларов. Георги Похристов е познат не само како еден од најстакнатите војводи во Битолскиот револуционен округ. Познат е по своите, се разбира, не само многобројни борби што ги водел со турските војни сили, а по Прва светска војна и со српските војни сили, туку е познат како војвода кој што не само што имал најголем стаж во организацијата, туку имал и исто така големи политички функции во самата организација. Значено за него да се одбележи дека тој бил по карактер бил можне скромен, дивок, повлечен. А во период кога беше член на ЦК на ВМРО, значи од 6-тиот конгрес на организацијата од 1925 година, заедно со Иван Михајлов и Александар Протогеров, тој за разлика од нив беше помирлив, не се конфронтираше со нив, бидејќи во овој период веќе имаме големи поделби, судери во самата организација, посебно меѓу Иван Михајлов и Александар Протогеров, кој да биде на некој начин лидер во самата организација и кој да ја раководи организацијата. Значаен е момент исто така е, бидејќи тој во времето на Илинденското остание се движда и заминал, така да речеме, да помогне и во Релинскиот револуционерен район и активно заедно со единиците учествува партизански, со востаничките сили учествува во ослободувањето на град Читаневеска. Познато е дека таму по ослободувањето прво влегуваат востаници развиени востанички знамења и дека таму се одржува еден голем митинг, на нем се говори за победата и на така натаму. Она што е значајно дека говори како истакнат раководител Ѓорги Похристов. Во говорот истакнува на митингот дека ние се бориме, борбата ја водиме за ослободување на Македонија и за создавање автономна држава на Македонија. Држава во која сите ќе бидат еднакви, затоа што во останието учествувале екзархисти, патриаршисти, нели така, од другите националности, особено власите и така натаму. И согласно она што било и утврдено со Уставот и правилниците на организација дека ги обединува сите незадоволни, како велиме, елементи и тоа било едно од оние, да речеме, мобилизаторски настапувања на овај раководител
на еден величествен митинг, каде што исто така била формирана, организирана привремена народна власт, која се одржала нешто и подолго отколку што во Крушево. Пандо Клашев е 8 години помал од Чекаларов, но тие често пати заедно и делувале. За разлика од другите косовски војводи, станува збор за еден војвода со малку понизок раст, но прилично широки плеќи развиени, со многу симпатично лице, со убави очи, секојаш блеснати кон челото, со прекрасна коса која што стално ја држал и чешлана, и затоа поради неговиот прекрасен изглед тој бил многу омилен од своите пријатели, ученици, од латниците, а потоа и како војвода од востаниците. И Пандо Клашев е многу познат костовски војвода. Ние ќе го гледаме на сликите кои што на времето биле запазени, денеска ги имаме на располагање. Често пати се заедно со Чекаларов и интересно е нивното дружење. Се наѓаат од исто село се родени и цело време многу убаво делуваат, без да има меѓу ними некако недоразбирање. Тој исто така учествува на Смилевскиот конгрес, исто така храбро се искажува дека во Костовско веднаш треба да почне Лиденското востание, затоа што костурчани повеќе не можат да чекат. Клашев спаѓа во интелектуалците. Се школувал во Солун, а потоа станал учител во родното Смрдеш. Набрзо станува револуционер и се школува за четник во Институтот на Марко Лерински. Познат е по тоа што бил член на горското начелство за Костурско, а и по активната битка кај село Вишнени за време на востанието. За разлика од другите костурски војвода, тој зимата 1904 година е поминал во Софија, таму се склонил и таму успеал да ги даде своите спомени на Љубомир Милетич. Кога ги читаме денеска неговите спомени и она што го кажал Сониксен, американскиот новинар, и она што запишал Христос Илјанов за Пандо Клашев, можеме да кажеме дека тој е еден прекрасен македонски револуционер. На изглед со правилни црти, аристократски млад човек, неговата чиста реч се приближуваше до рускиот јазик. Тој беше облечен просто, со притегната униформа. Освен неговата платнена облека, футролата за револверот и коланот со куршуми, ништо не откриваше неговата титула. Но Пандо умрел во пресметките по Илинденското востание во село Дреновјани на 21 јули 1907 година. Верни другари, кога ќе поминете по селото, со коњи да не тропате, ќе излезе мојата мајка и мојата црна сестра. Ќе ве праша за мене, а вие ќе кажете, Пандо се ожени за црна земја невеста. Митре Панџаров не бил учен човек. Тој бил овчар во едно влашко семејство во кое го добил и прекарот, влаот. Тој бил многу храбар и подоцна се описменил во школото на Марко Лерински и заслужил да стане војвода во четата во Корешта. Тој малку покасно влегол во редовите на организацијата, но учествувал во предилинденските настани, особено во борбите што се воделе во селото Рулја, особено па во селото Смрдеш, кога 7000 аскер го нападнал, успеал да го пробие овој турски кордон и да ја спаси својата чета, а за освета на тоа што не успеале османските власти да го ликвидират него и четата, селото го запалиле. Во текот на востанието тој имал запомнети битки кај Вишени и Писодери, за време на кои се истакнал со исклучителни стратегиски способности и храброст, која служела за поттик на наредните генерации. Откако востанието крво било задушено во Костурско-Леринско, кога му било предложено да замени за Бугарија, тој е еден од ретките кој што кажал не, јас ќе останам меѓу населението, да видам што е со народот во Костурско. Како за ними, така и за мене. И наистина тој многу брзо формирал нова
постанечка чета. За него се смета дека го надетрил грчката пропаганда во Свјатиста, кога им јавил на турските власти дека тука е Митре Влавот пристигнат, а всушност бил тука пристигнат водачот на андартите. И место да го убијат Митре Влавот, губиле Павло Смелас. Тука не прекинала борбата со андартите. На 17.11.1906 година во село Оштеме, Влаот и Пандето се бореле против андартските чети предводени од грчки платеници со македонско потекло. Обично се случува она од кое највеќе се плашиме. Соработникот на Митре Панџаров, Христо од село Шестеево, бил исто така и грчки платеник. По нарачка на попот Ставре, тој пренел каде се наоѓа четата на Влаот и веќе во почетокот на 1907 сите четници загинаа во нерамна битка. Школуван во Битола, тој веќе во 1901 станал војвода на Костурска чета. Во прво време, тој вршел агитација низ народот, припремајки го за борба. Колјо Рашјаков и Лазар Москов се засолниле во куќа на еден селанец. Турски заптија кој проаѓал покрај неа го приметил Колјо преку прозорецот. Набргу куќата ја опколил броен аскер, а за да не паднат живи во неговите раце, револуционерите сами си го одзеле животот. Меѓутоа, пред да изврши самоубиство, тој напиша проштално писмо. И тоа проштално писмо го сокрил под еден камен, и тоа писмо дојде до рацете на Панду Клаша. И тоа писмо денеска ние го имаме на располагање. Во писмото тој ја храбри македонската интелигенција дека жалам што загинав, а што не ослободи својата татковина Македонија. Патриотите во Костурско биле многу. Еден од нив е и Манол Розов, кој бил школуван во Солун, Атина и Битола. Откако влегол во организацијата, тој помагал при пренесување на оружјето од Грција во Костурско. Потоа бил заробен во Корча заедно со Чакаларов. Биле амнестирани и во 1903 година станал член на горското начелство во Костурско. Во текот на Илинденското востание тој бил војвода на Бобишката чета. Во септември 1903 тој на врвот Сокол на Ниđe планина ја одиграл својата последна битка. Во една од битките кои ги водиле, речиси нож со османлиските сили, бидејќи немале вооружување, загинал и Манол Розов, еден од најсветлите имиња во македонската револуционерна борба. Војводите од Костурско се прелеваат со оние од Леринско, но сепак историчарите се обидуваат да ги класираат. Лерински се школувал во Бугарија и откако се истакнал во бугарско-српската војна, станал офицер на армијата. Наредната 1886 година влегол во редовите на Врховниот комитет. Откако се разочарал од неговата дејност, повторно се вратил во армијата. Повторно од Гоце Делчев е испратен Георги Иванов, кој што во историографијата повеќе е познат како Марко Леренски, но всушност тоа е неговиот псевдоним. Значи, она што го врши Попето во Солунскиот вилет, на друга страна, Марко Леренски истото го прави во Битолскиот револуционерен округ. Заедно со Гоце Делчев ги обиколил Серско, Драмско и Кукушко. Сепак најмногу се движел и действувал во Леринско-Костурскиот реон. Во селото Птеле,
тој бил предаден и загинал во нерамноправна битка. По смртта на Лерински Марко, на негово место доаѓа секретарот на Јордан Пиперката, Алеко Настев. Тој бил делегат на Смилевскиот конгрес и бил избран за член на горското началство во Леринско. Учествувал во голем број на битки низ леринските села. Загинал во борбите со Аскерот кај Нидже на Попадиска планина на 23 септември 1903 година. Откако се школувал во родното село, тој станал член на организацијата. Учествувал во преносот на оружје и како последица некое време одлежал в затвор. Тоа не го спречило да војува за време на востанието, но и потоа во Балканските војни. Тој ја предодел 59-та партизанска чета, место да војува онака како што бугарските власти сакале македонските доброволци ополченци да војуваат на исток, тој се вратил во својот лерински крај и учествувал во Балканските војни во Битолско, Леринско, Костурско. Учествувал и во Втората Балканска војна и тоа е познато во нашата национална историја, дури тој е учесник и во Првата светска војна. Значи, имаме комплетност на војвода кој што учествувал и во Лиденското востание, и во Првата, и во Втората Балканска војна, и во Првата светска војна. 16 годише војвода на Седунај сагофанаја. Вистина е дека во Тморо беше многу млад, но беше делегат на Смилевскиот конгрес, а потоа беше избран за член на горското началство на Леринскиот револуционерен реон, а се истакнал и во битките. Пред Илинденското востание, подготвувајќи го населението во военноспособно население во Леринскиот реон, тој дури и во тие подготовки организирал импровизирани судири на самите борци, делејќи ги на востаници јаскер за во овие подготовки, во овие вежби. Иако бил недофатлив до раката на непријателот, Александар Турунџев сепак бил жртва на предавство во 1904 година. Но во селото Ајтос бил предаден и одведен во битолскиот затвор. Смртната казна го одвела до бесилка на Атпазар на 30 август 1905 година. Со една символика, не случајно е одведен на битолскиот Атпазар, каде што тој уствари бил конјски пазар, со една символика од страна на османлиската власт дека вие тука припаѓате на овој пазар. Пред да биде извршена смртната пресуда, значи бил од попот кој што бил тука присутен, бил прашан Александар Турунџев за неговите последни зборови, кој што дали сакал нешто да каже. Меѓутоа тој, пред да се качи на сламената столица, тој само кажал, ја дигнал главата нагоре и само погледнал со очите во небото и изјавил дека Македонија ќе биде слободна. Самиот си ја ставил јамката околу вратот и брзо потоа свиснало трупот, односно безживотното тело на Александар Турунџев. Алеко учествувал во ослободувањето на повеќе села во Леринско. Забележана е и тешката борба во селото Горничево. Во бојот на Нидже планина бил фатен и заточен во Фејзан, Африка. Ја дочекал младотурската револуција во 1908 година, а потоа бил амнестиран. Веднаш се втурнал во Балканските војни. Станал војвода на македонско-одринското ополчение. Така на 18 септември 1912 година се основала четата број 9 и откако добил 12 пушки со 15 востаници, заминал да војува со турците во Воденско, Леринско и Преспанско. Со четата на Васил Чакаларов
во текот на Првата Балканска војна учествувале во борбите за ослободување на Лерин и неколку села. Учествувал во Втората Балканска војна во борбите најпрво со српските, а потоа со грчките војски во егејскиот дел на Македонија. Джоле Стојчев, Стефан Ролев, Крсто Љондев, Михаил Чаков, Дине Клюсев Абдурманов, Тане Клјанџов се само дел од борците на овој реон. А реонот бил толку голем што бил поделен на 5 дела. Костурско било поделено на 5 реони. Корештата му била доверена на војводата Митре Панџаров Влашето, Пополе на Иван Попов, Мокренско-Калјарскиот реон на Никола Андреев, Нестрамско на Никола Добролици и Костанаријата на Стерио Ташков. Во текот на востанието се приклучиле и Јатанас Кршаков од Дмбенско, Стерио Стериовски во Смрдешко, Васил Котев од Кономлацко, Димитар Тичев во Вишенско и Никола Трифунов во Загоричанско. Затоа што биле блиско до Грција и до Албанија, за разлика од другите места од Македонија, многу полесно успевале да се снабдат со пушки, муниција и оружје. Тоа значи дека Костурско и Илириско многу брзо се вооружиле и многу подобро се подготвили од другите терени од Македонија. Затоа, во оној момент кога се доближувало Илирското востание и кога маса македонски востаници или војводи тргнале во Смилево да се договорат дали да отпочне востанието во Македонија или не, кустурчаните биле најборбени, најрешителни. Ако Прилепчани, Крушевчани или Демихизарци или други делови од Македонија, од Охридско и други места од Кичевско, некако се колебале дека не се доволно подготвени за едно успешно Илирско востание, тогаш војводите од Костурско сите се искажале дека во Костурско повеќе ние не можеме да чекаме одлагање на востанието. Во Костурско врие, ние веднаш ќе се дигнеме на востание. И што е многу карактеристично, ако се донесла одлука во Смилево востанието да почне со мали чети од 20 до 30 востаници, овде интересно е што четите понекогаш броеле и по 400, 500, дури до 800 борци во една чета. Значи, костурчаните биле подготвени за борба и тие зеле најмасовно учество во Илирското востание. Таа подготвеност вродила со резултати. За време на востанието тука се ослободени Клисура на 4 август и Невска на 12 август од градовите, а Загоричани, Прекопна, Вишени, Дмбени, Писодери и други од селата. Откако турските власти увиделе дека тука врие од востаници, испратиле голем број на аскер, околу 25.000 војска дошло во Костурско за да го угуши востанието. И затоа костурските чети пред откако Илирското востание било угушено веќе за да се спасат од целосен покол или од уништување, трнале во два правци. Едни трнале кон Мариово, за да таму одат кон Бугарија, а други трнале на југ, евентуално да поминат во Грција или во Албанија. А тие што го преживеале востанието, продолжиле да се борат во Балканските војни. Војната како да немала крај.